Кој не е вакциниран од септември нема да може да посетува кафеани, кафулиња, дискотеки, културни и спортски настани и сите масовни собири, без разлика дали се на отворено или затворено. Ова се рестриктивните мерки за кои сериозно размислуваат здравствените власти. Според Филипче, мора да се зголеми интересот за вакцинација што поскоро. Свесни дека можеби и покрај се тоа што правиме интересот нема да се зголеми, затоа размислуваме за некаква форма на рестрикција во смисла да некои работи како на пример ние не можеме да воведеме и нигде во светот. Ова вакцинација не е задолжителна. Дозволете да констатирам за жал. И затоа мораме да размислуваме и за некои други алтернативни решенија, на пример да се присуствува на настани со масовно присуство, дали на затворено, дали на отворено, дали во кино, дали од културни настани. Различни објекти, само со таков сертификат. Македонија засега не размислува за задолжителна вакцинација на здравствените работници, затоа што според првичните анализи, преку 85% од здравствените работници се веќе вакцинирани. Сега се чекаат анализите за процентот на вакцинираните вработени во образованието и во градинките. Нашите анализи покажуваат дека, како што кажав, здравствениот персонал е вакциниран со прилично висок процент, некаде околу 85%. И затоа спомнав дека ги чекаме и анализите од опфатот со вакцинација на вработените во училиштата и градинките. И тоа како три сегменти кои што не се многу битни за да некои процеси се продолжат да се одвиваат нормално и во есенските месеци, градинките и училиштата. За разлика од кај нас, повеќе европски земји најавуваат рестрикции поради ширење на индиската мутација, која е многу позаразна од британската. Сите затворени места во Грција ќе примаат исклучиво само вакцинирани лица. Мерката ќе почне од петок. Франција воведува задолжителна имунизација за здравствените работници, а Шпанија го враќа полицискиот час.